Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Свече поздрав од студиото на Радио Гласна надежта од Кавадарци. И започнуваме емисијата Разбуди се, која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Еве неповторно денеска заедно. И верам дека минутите кои ќе ги поминеме заедно ќе бидат благословени. Како што веќе знаете, денеска е среда, 21 февруари, скоро месец дена, недели од најубавиот месец или најубавото годишно време, а тоа е пролета. Така да еве денеска ќе го трошиме и 21 ден во ова тековна година во овој месец февруари. И ова емисија ќе започнеме со мисла на денот. Би сакал да прочитам две интересни изјави на Далај Лама. Тој рекол: само една мала позитивна мисла наутро може да ви го разубави целиот ден. Интересно, тој вели, тоа е се што ви е потребно. Размислувајте само за една позитивна работа во вашиот живот. Например, наутро, додека се облекувате, додека пиете чај, додека појадувате, додека сте се уште дома. Само една мисла, вели тој, нека се појави во вашата глава, во вашите мисли. Наутро, вели, само една позитивна мисла може да ви го разубави целиот ден. Еве што кажал и напишал Марк Твен. Дајте му шанса на овој ден да биде најубавиот ден во вашиот живот. Ние планираме некои убави денови, например, кога ќе се омажи керкат, или кога ќе се ожени синот, или кога ќе завршам некоја школа, некој факултет, или нешто слично кога ќе влезам во пензија. Си поставуваме некои цели, некои убави денови кои ќе бидат. Меѓутоа, еве што кажал Марк Твен. Дајте му шанса, значи, на овој ден, денеска, да биде најубавиот ден во вашиот живот. Реалноста секако можеби не е таква. Дека понекогаш може да заврне во тој ден и дожд, и снег, и дека не секој ден може да биде убав или совршен, но секој пат кога ќе остапите простор на позитивната мисла и ќе бидете исполнети со позитивни чувства, тогаш ќе ви отварате вратата на можноста за убав ден. Така да, еве, нека со овие две мисли го започнеме и овој ден, односно ова наша утринска програма, да бидеме навистина исполнети со убави, позитивни мисли во денот кој ете веќе навлеговме. Одеме сега да ве поздравиме со една христијанска песна. Još kao mala deca sanjali smo mi da dobijemo za rođendan, a ni znali nismo da je naš najveći dar već rođen u maloj štalici radi nas. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo
враќаме повторно во програма, почитани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Следува рубриката Временска прогноза и состојба на патиштата. Верувам тоа ве интересира, посебно вие кои сте надвор од Македонија, какво е времето овде во родниот крај. Денеска утринските температури се движеа од -3 до -7, значи утринските, а дневните ќе се искачат од 6 до 16 степени. Сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност и со слаб ветер од северен правец. Според картата овде на Македонија, пред себе имам и ги гледам температурите. Во Скопје ќе се движи од 0 до 15 степени температурата, во Кавадарци од -7 до +14, во Беровскиот регион од -4, најладно, најстудено до 9, секако Гевгелија најтопло од -7 до 16, во Охридскиот од +7 до 12 и така натаму. Значи, еве Битола Прилеп -2 до 12. Тако ќе биде и времето во наредните 3 дена. Температурата дневната ќе се покачи, ќе има значи до 17, односно до 18 степени за викендот. Така да еве и во наредните 3 денови, например во петок имаме утринските веќе ќе бидат над нулата, значи нема да бидат минусни. Од 1 до 6 утринските, а дневните од 13 до 18 степени. Така ќе биде и во сабота и во недела, значи ќе имаме релативно убаво време, иако е се уште календарски зима, но се чувствува веќе мирисот на пролет, температурите се повисоки. Моментално во Кавадарци е 3 степени, а се чувствува 6, значи топло е. Дува северен ветер, значи со 3,4 км на час, влажноста е 70%, UV зрачењето е 1, притисок 1026 милибара. Можна за врнежи е 7%, значи занемарливо. Сонцето изгреа во 6 часот и 19 минути, а ќе зајде истото во 17 часот и 13 минути, значи во 5:13. Тоа е временската прогноза, значи имаме релативно топло време, иако наутро знае да биде свежо и секако навечер. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие јавува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за излез од државата. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, посебно низ клисурите, патиштата каде што поминуваат низ клисурите, или таму каде што има градежни работи, така да, например, патот Кавадарци Прилеп има огромни градежни зафати, така да бидете внимателни, посебно кај тунелите кога се движете кон Прилеп. Одиме сега да ја проследиме и да го проследиме утринскиот текст за ова утро. Го наоѓаме во Евангелието според Матеја, 24 глава, 14 стих. И ова Евангелие за царството ќе биде проповедано по целиот свет за седоштво на сите народи и тогаш ќе дојде крајот или свршетокот. Да го проследиме сега и соодветниот коментар. Христос дал знаци за своето доаѓање. Тој изјавува дека ние можеме да знаеме кога е близу, непосредно пред врата. Тој зборува за оние што ги гледаат овие знаци. Ова поколение нема да мине додека не се исполни сето тоа. Ове знаци се покажале. Сега сигурно знаеме дека Господовото доаѓање е близу. Небото и земјата ќе поминат, кажува тој, но зборовите мои нема да поминат. Точното време на второто Христово доаѓање на Синот човечки е Божја тајна. Во пророштвото за уништувањето на Ерусалим Христос рекол:
беззаконието ќе зема замав и љубовта кај мнозина ќе се излади. Но кој ќе издржи до крај, ќе биде спасен. И ово Евангелие за Царството ќе се проповеда по сиот свет за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде крајот. Ова пророштво повторно ќе се исполни. Силното беззаконие на тоа време потполно одговара на беззаконието во ова поколение. Така е тој со пророштвото за проповедање на Евангелието. Пред паѓањето на Ерусалим, Павле инспириран со Светиот Дух објавува дека Евангелието му е објавено на секое создание под небото. Така и сега пред доаѓањето на Синот човечки, вечното Евангелие треба да му се проповеда на секој народ, племе, јазик и род. Бог одредил ден во кој праведно ќе им суди на сиот свет. Христос ни кажува кога ќе дојде тој ден. Тој не кажува оти цел свет ќе се преобрати, туку дека ово Евангелие ќе се проповеда, ќе се шири, значи низ целиот свет. Ние не треба само да чекаме, туку и да го забрзаме доаѓањето на Божјиот ден. Кога Христовата црква бија извршила својата задача, што и била одредена, како што заповедал Христос, цел свет до сега би бил опоменат и Господ Исус би дошол нова наша земја во сила и слава. Тие што внимаваат на Господовото доаѓање, не чекаат напразно. Тие будното стражарење го соединуваат со сериозна работа, затоа што знаат дека Господ е пред врата. Нивната ревност станува делотворна во соработка со божествените сили во настојувањето да се спасат душите за Христа. И тоа беше соодветниот коментар, почитувани гледачи, на текстот, утринскиот текст за ово утро, кој го најдовме во Евангелието според Матеја, 24 глава, 14 стих. И ова Евангелие, а Евангелие знаеме, е радосна вест за Царството Небесно, дека секој кој ќе поверува, може да биде спасен, вели Библијата. Секој кој ќе го прифати Христа, ова радосна вест, вели, ќе биде проповедено, тогаш Евангелието и ќе дојде крајот. Секако тоа Евангелие за некој ќе биде спасение, а за некој само сведоштво. Но како и да е, денеска масовно се проповеда Евангелието, па и на овој начин преку ова радио наша емисија, ние го проповедаме Евангелието да допре до секое човечко срце. А дали луѓето ќе верува, дали ќе го прифатат целосно Христ или не, тоа останува нивна одлука. Слободна волја има секој, но како и да е, изборот е наш, добро или лошо. Затоа нека ова мислене води денеска, дека точното време на Христовото доаѓање не го знаеме, но го знаеме, значи, времето како ќе изгледа кога Исус ќе дојде, затоа што постојат знаци. Читајте 24 глава во Евангелието според Матеја, ќе ги најдете сите оние знаци кои ќе му претходат пред самото Христово доаѓање. Но наше, значи, да бидеме подготвени. Зашто, како што вели Библијата, не го знаеме кога ќе дојде Господарот, дали наутро, дали напладне или навечер. На крајот од краиштата и човечкиот живот е несигурен. Ние може да планираме, да размислуваме, но никој не знае дали ќе одоживеме тој миг, тоа време кога сме го тоа испланирале да се оствари. Еве тоа беше утринската мисла, односно утринскиот текст за ова утро. Одиме сега повторно со песна. Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought. Since Jesus came into my heart, since
Следува рубриката Вести од светот. Денес имаме едно интересно искуство од Индија, односно од Непал. Интересно, еве да кажеме на почетокот, за да имате малце увид од каде ни доаѓаат вестите и како Непал изгледа. Еве неколку брзи факти. Непал има 8 од 10 највисоки планини во светот, вклучувајќи ја и највисоката Монт Еверест, која е висока 8848 метри. Монт Еверест се нарекува Сагармата на непалски и Чомолгнама од локалните шерпаси и тибетанци. Непал е единствената земја во светот што знаеме за неа, дека е таа правоаголна. Две триаголни форми наредени една врз друга. Тоа е официјалното знаме на Непал од 1962 година, но неговиот основен дизајн се користи во Непал повеќе од 2000 години. Непалската кујна има многу карактеристични вегетаријански јадења. Избегнувањето насилство врз сите форми на живот во бројни религиозни редови веројатно било фактор за нивниот развој. Значи, тие ги избегнуваат животните да ги колат. Шерпасите се една од тибетските етнички групи кои потекнуваат од најпланинските региони на Непал и се високо ценети како елитни планинари и експерти во нивното локално подрачје, особено за експедициите на Монт Еверест. Верам сте виделе, почитувани гледачи, кога добиваме слики или извешти од Непал, од Индија, од тој крај, има луѓе кои се водачи на овие експедиции со магарења, со коњи, облечени специфично и тие ги познаваат сите тие предели. Еве ова група, како што ја спомнавме, шерпасите се едно од тибетските етнички групи кои потекнуваат од тие планински региони и се идеални водачи за туристите од цел свет, планинарите кои доаѓаат да ги освојат тие високи врвови. Ајде сега да ги проследиме вестите и ова интересно искуство на Рупа Маја. Така се вика ова жена, Рупа Маја од Непал. Насловот е Исус ме допре. Рупа Маја имала многу тежок живот, токму кога помислил дека не може да биде полошо, токму тоа и се случило. Рупа Маја родена во семејство на отфрлени од ниска каста во Непал. Жигот на незиното наследство значило дека таа ќе се смета за нечиста цел свој живот и ќе умре со смртта на отфрлените. Секој дете што таа би го родила, исто така би го сметале за отфрлено. Исто така, значи, би гледале со презир кон тоа дете. Ништо не можело да ја острани стигмата врзана за неа. Другите секогаш би ја сметале за пониско од човек. Како отфрлена Рупа Маја не можела да оди на училиште и никогаш не научила да чита и да пишува. Се омажила кога имала само 14 години. Во Непал детските бракови биле и денес се уште се честа појава. Значи, биле во минатото и денеска се честа појава. Брачниот живот не се подобрил. Сопругот на Рупа Маја немал ништо, а тие двајцата работеле како работници за надница на туги полиња за да преживеат. Рупа Маја родила 7 деца. Таа не можела да им даде ништо. Така, кога сите станувале доволно возрастни, таа ги давала да работат и да живеат во домовите на роднините и другите луѓе. Тогаш и низиниот 2-годишен син починал од треска. Потоа двајца од низините синови исчезнале, која ги испратила да ја посетат низината постара сестра во друг град. Сестра им работела во хотел и напишала на Рупа Маја дека заштедила пари за семејството. Рупа Маја испратила 2 момчиња на возраст од 11 и 13 години за да ги земат парите. Момчињата ја сретнале својата тетка и од автобусот и одмавнале со рака кога тргнувале кон дома, но тие никогаш не стигнале дома. Некој рекол дека автобусот доживел несреќа. Рупа Маја ги барала своите синови, но не можела да ги најде. Повторно трагедија
ke go pogodi nizinio dom. Nizinio soprug ne se čustval dobro, no semejstvo to nemalo pari za lekar. Potoa domakinot umrel, znači soprugot počinal. Teško je da se pripagja na otvrlenata kasta, a da se bide vdovica od otvrlena kasta, to bilo ušte poteško i pološo. Dori drugite od istata kaste gledale su prezer, kako što pominuvale godinite, Rupa Maja stanovala sve potažna i potažna. Ta konečno prestanala da raboti. Bidejke ne rabotela, nemala hrana. Ta i onaka ne sakala da jade. Namjesto toga ležala samovo krevet, razmislovajke za svoj soprug i za trite nivni izgubini deca. Ta očajuvala i ne sakala poveke da žive, razmislovala dori i za samoubistvo. Zašto majka mi me rodi, se prašuvala, zašto mi se slučija sitovje raboti. Togaš pred nizinje dom se pojavila nepoznata žena. Tirta rabotila kako volonter za adventističkata crkva na 7. den, a za Rupa Maja slušnala od nizinite sosjedi. Na ženate i donela hrana i lekovi, ta se molila za neja. Zašto ne dojdete vo mojeta crkva, reče ta, ke se mole mi nije za vas. Tirta pošnala redovno da je posetuva. Rupa Maja so netrpenjeg je očekuvala posetite. Ja sakala hranata lekoviti molitvite. Nadešta se razgorela vo nizinato srce za prv pad po mnogo godini. Pošnala da odivo adventističkata crkva. 8 godini podocna, Rupa Maja stanala člen adventističkata crkva na 7. den. Ta deneska ima 65 godini i žive sedem od nizinite sinovi i negovata sopruga. Preko nizinoto vlijanje soprugata na nizini od sin neodavna se pridružila i ta na adventističkata crkva. Rupa Maja izjavila deka je izgubila se, no deka je srekna zato što go ima Isusa. Nekoj može bi je izbjegnuvat kako pripadnička na kastata otvrlini, no ta je srekna zato što nizinoto srce go doprel Isus. Moj soprug počina, jedan sin mi umre i dvajci šezna i ne znam što se sluči ni po 30 godini, reče ta. Izgubi vse, no go imam Isusa vo moj život. Imam golema nadež deka jedan den kojeg je dojde Isus, ke možem da gi vida mojite najbliski što gi izgubiv. Interesno iskustvo, počitovani gledači, ne svakodnevno. Golema tragedija snašla ova žena, ovo semejstvo, no sve pakete izdržala. I svega ta go hrabri svoje to srce i sama ta se hrabri so vere i nadež deka povtorno može da gi sretne svojite deca i svoj soprug sekako vo časot na Hristovo to doagjanje koje ima povtorno voskresenje koga mrtvite koji zaspale vo Hrista ke voskrasat veli Biblijate. No ta eve go žive svojot 60, je žive svojeta 60, kako što pročitavme 5. godina, radosna i srekna, što sepak i vo tije godine na starost može da bide radosna, zato što go zapoznala najgolemi od prijatelj, koji nudi nadež, koji nudi olesnuvanje na site terite što život od njegi nosi. Može bi i vi pominuvate ni slični iskustva, može bi se ovo što neste go zapoznale celosno Isusa Hrista. Eve, i preko ove emisije saka meni da go dobližime Hrista do vas, da go zapoznajete, nudi me besplatna literatura, nudi me besplatna Biblija i može da vi ponudime naši sorabotnici koji može da go posjetat vašio dom i da ve nasočat kon Hrista, da vi je otkrija ta biblijska važna vistina što je potrebna za da je razbereme, za da go zapoznajme Hrista deneska i sekako so nadiši vera go čekuvame njegovo to vtoro doagjanje. Evo to beše, počitovani gledači, iskustvo to na Rupa Maja. Od Nepalki imame i vo narednoj emisiji slični iskustva, posebno iskustva koji kini dojat od Nepal. To može podrače, evo kako nerazvijeno, ako si siromašan te smeta da neko je posebna grupa otvrljeni, no Rupa Maja go našla Isusa i se počusljivala deka je vredna, vočeta na Boga, nije sme site carevi, sveštenici, sinovi, kerki, može ovi svjetke ne otvorili, zato što nema reputacije, ne sme bogati slavni, no kaj Boga nije, site sme ravnopravni, da li sme maški ili ženski, da li sme siromašni
или богати. Тоа е убавината кај Исуса Христа, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо утринската програма на Радио Гласна надежда. Емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот од студијето на Медија центарот во Кавадарци. Одеме сега повторно со песна. Еве не повторно во програма, почитувани гледачи, следува рубриката Кратка порака од Библијата. Веќе во неколку поранешни емисии, претходни емисии, ние зборуваме за молитвата. Еве и денеска ќе продолжиме да имаме едно кратко размислување зошто е потребна молитвата. Знаеме дека она дефиниција дека молитвата е разговор со Бога, дека молитвата е дишење на душата, како што ние дишеме, така и молитвата треба да биде дел од нашиот живот. Еве ќе видиме сега зошто и самиот Исус укажал на потребата од молитва. Значи, Исус укажал за време на својот живот, тој често пати се молил, дека на човекот му е неопходна потребна молитвата за покаяние, признавање и напуштање на гревот. Тој ги поучувал луѓето во своје време за честност, трпеливост, милост, сочувство, да ги сакаат не само оние кои ги сакале нив, туку и оние кои ги мразеле, кои ги третирале како отпадници и така натаму. Во ова тој им го откривал и карактерот на таткото кој е долготрпелив, милостив и дарежлив, бавен на гнев и полн со добрина и вистина. Ако одиме во Стариот Завет, ќе видиме дека и пророк Даниел се молил и тој употребувал молитвата во својот живот. Даниел се соочил со најтешките искушенија што може да ги нападнат младите денес, но сепак тој бил верен на религиозната поука добиена од раните години од неговиот живот. Тој бил обкружен со влијанија пресметани за да ги потисне оние кои се колебале меѓу принципот и склоноста. Божето Слово Даниел го представува како постојан карактер. Зошто? Затоа што бил научен во младоста да му бил верен на Бога. Даниел не се осмелил да и верува на својата морална моќ. Молитвата за него била неопходност. Својата сила ја барал само од Бога и стравот Божи бил постојано пред него во сите аспекти од неговиот живот. Зошто нам денеска, почитувани гледачи, молитвата ни е потребна? Секако молитвата ни е потребна за духовно напредување. Значи, не зависиме дали ќе напредуваме духовно, секако и од молитвата. Ако имаше повеќе молење помеѓу нас, повеќе практикување на жива вера и помалку да зависевме од некој друг за да имаме искуство за нас, не би биле многу понапред од она што сме денес во духовната интелигенција. Оно што ни е потребно е длабоко лично од срце и душа
lično iskustvo со Бога, тогаш би можеле да кажеме што Бог прави и како тој делува. Потребно да имаме живо искуство за Божите работи и ние не сме сигурни се додека не стекнеме такво искуство. Има некои луѓе кои имаат добро искуство и тие ви кажуваат за тоа, но кога ќе го проучите, увидувате дека тоа искуство не е исправно, бидејќи не е во согласно со Библијата. Така вели Господ, ако некогаш постоело време во нашата историја, кога треба да ја смириме или понизиме својата душа пред Бога, а тоа е денес. Треба да дојдеме пред Бога со вера во сето оно што е ветено во Божјата реч, за да одиме со сета светлина и со силата што Бог ја дава. И затоа потребно е, почитувани гледачи, да ја користиме, да се молиме во нашиот живот, да ја користиме молитвата во секојдневниот живот. Потребна е молитвата, значи, секој ден, не само повремено. Религијата мора да започне со празнење и чистење на срцето и мора да се негова со секојдневна молитва. Тоа е толку потребно, толку неопходно за нас да се молиме 3 пати на ден, како што тоа било и за Даниел. Даниел се молил 3 пати во текот на денот. Секако не е таа бројка ограничена, ние можеме и 3 пати, 5 пати да се молиме. Тоа е толку потребно, толку неопходно за нас да се молиме 3 пати на ден, како што тоа било и за Даниел. Молитвата е живот на душата, темелот на духовниот раст. Во нашиот дом, пред вашето семејство, значи пред вашите работници, вие треба да сведочите за вистината. И кога ја имате предноста да се сретнете со своите браќа во црква, кажете им за необходноста да се чува отворен каналот за комуникација помеѓу Бога и душата и човекот. Кажете им, доколку најдат срце и глас да се молат, Бог ќе најде одговори на нивните молитви. Кажете им да не ги занемаруваат своите верски должности. Ги потикнувам браќата да се молат. Мораме да бараме за да најдеме, мора да се молиме за да би примиле, мораме да тропаме за да се отвори вратата за нас. Тоа е цитат од еден духовен писател. Во служба на еврејското свештенство постојано се потсетуваме на жртвата и последувањето на Христос. Сите кои доаѓаат кај Христа треба денес да се сетат дека неговата служба е, значи, оној темјан која символизира молитвата. Тој темјан секој утро, значи, се кадел од каделниците како символ на молитвите. Наша потреба од Христовото последување постојана од ден на ден, наутро и навечер. Смиреното срце треба да понуди молитви на кои ќе се враќаат одговорите на благодата, мирот и радоста. И затоа Павле запишал во Евреите 13 глава 15 стих: преку него пак секогаш да му пренесуваме на Бога пофална жртва, односно плод од устните што го прославуваат името Негово, а добродетелството и милосрдноста не ги заборавајте, зашто такви жртви му се угодни на Бога. Како и старите патриарси, они кои тврдат дека го сакаат Бога, треба да го подигнат олтарот на Господа, кади да го стават својот шатор. Ако некогаш имало време кога секоја куќа треба да биде молитвен дом, тоа е токму сега. Татковците и мајките треба често да ги воздигнуваат своите срца кон Бога со понизно молење за себе и за своите деца. Нека таткото како свештеник на домот на Божиот олтар принесува утринска и вечерна жртва, додека жената и децата се обединуваат во молитва и прослава на Бога. Во таквото домакинство Исус ке сака да остане. Ево уште неколку мисли поврзани со молитвата. Секој утро, секој вечер свештениците влегувале во светињата за време на темјанот. Пред влегувањето во Божја присутност преку службата на свештеникот, тие учествувале во искрено испитување на срцето и исповедање на своите гревови. Се обединувале во тивка молитва, свртени со нивните лица кон светината. Така нивните молитви се издигнувале со облакот од темјено, додека со вера се држеле за заслугите на ветениот Спасител, представен преку помирителната жртва. Часовите одредени за утринска и вечерна служба се сметале за свети и тие биле одредени како време на богослужение низ целата еврејска нација. И кога во подоснежните времења евреите биле расејани како заробеници во далечни земји,
Тие се уште во незначениот час ги свртувале, значи часот кој бил назначен, ги свртувале лицата кон Јерусалим и своите молби ги изнесувале кон Богот на Израел. Во овој обичај христијаните имаат пример за утринска и вечерна молитва. Иако Бог го осудува формализмот во обичаите и церемониите на кои им недостасува дух на вистинско богослужение, тој со голема љубов и задоволство гледа на оние кои го љубат и кои наутри навечер, поклонувајќи се пред него, барат опростување на гревовите и ги упатуваат своите молитви за потерните благослови. Еве, тоа беше ова кратко размислување, ќе продолжиме и во наредната емисија, значи ќе зборуваме и понатаму ќе размислуваме за молитвата и како што овде видовме од сликата за стариот Израел, свештениците имале утринска, вечерна молитва, Даниел се молил 3 пати, можеме и ние тоа да го користиме, почитувани гледачи. Ќе видите дека ќе имате еден полесен духовен живот, ќе бидете поврзани со Бога. Затоа, ако не знаете да се молите, тогаш отворете Матеј 6 глава, 9 стих, тамо е запишена молитвата Татко наш, и потоа ќе си создавате вие ваша молитва. Но тамо е дадено тој пример, значи за молитва, така да можеме и таа молитва да ја молиме, и потоа ќе навикнеме, ќе имаме своја собствена молитва. Дали утринска, напладне или навечер, или пак кога јадеме храна, исто може да се молиме, да му заблагодариме на Господа. Еве, толку за ова кратка тема. Одеме сега повторно да слушнеме уште една песна. Niko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Učine su široke, al ne kao ljubav Božja. Planine su visoke, al još više ljubi Bog. Morsko dno je duboko, al ne kao ljubav Božja. Svemir je bez granica, baš kao što ljubi Bog. Razmisli sam, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Pararam, dam, pararam, dam, pararam, dam, 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 pararam, dam, pararam, pararam,
Како религиозно суштество, homo religius, човекот од секогаш верувал во надприродни сили. Со убедување дека надприродните сили му даваат живот, човекот им принесувал жртви и празнувал празници. Од друга страна пак надприродните сили се грижеле за плодноста и просперитетот на човекот, но истовремено донесувале несреќи и смрт на поединични луѓе или на целиот народ. И здравието и грижата биле дел од делувањето на божествата. Целиот живот бил во рацете на надприродните сили. Овие погледи биле белег на религиите и културите во старо време. Критичкиот рационализам, филозофскиот натурализам, постепената секуларизација и десакрализација на животот, како и брзиот научно-технолошки прогрес, радикално го промени овој поглед на светот. Денес, верата во Бога и во неговото действување во историјата на светот се сметаат за остатоци од митологијата, израз на незрела религиозност. Скептицизмот и атеизмот го ставија под сомнеш постоењето на Бог. Дури се откажа од Бога. Еволуционистичката теорија на Дарвин го направи Бога потполно излишен. Односот на човекот кон сопствената судбина целосно се промени. Среќата веќе не се смета за дар од небото. Човекот веќе сам треба да ја стекне среќата во својот живот или да се надева на среќните околности во својот живот. Несреќата исто така не се поврзува за Бога. Често пати слушаме, ако Бог постои, тој не би го дозволил злото. Следствено на тоа, многумина донесуваат заклучок дека Бог не постои. Човекот препуштен сам на себе, брзо треба да се навикне на Божјото отсуство. Некои филозофи дошле до заклучок дека постоењето на човекот нема никаква смисла, како што зборува нихилизмот, или дека ние самите треба да откриеме смислата на својот живот, како што учи екзистенцијализмот. Многу наши современици не го наоѓаат одговорот на прашањето што е смислата на животот. Тие бараат нешто што би им дало значење на нивниот живот. Будизмот и трансценденталната медитација, повторното раѓање и верувањето во реинкарнацијата, окултните и езотерични практики одамна се присутни во животот кај многумина. Всушност, луѓето што ги практикуваат овие практики се во потрага по смислата на животот. Религиозниот пазар на можности е речиси огромен. Изгледа само едно се бара ретко. Верата во личниот Бог кој се однесува кон нас како татко пон со љубов и кој во името на Исуса Христа ни подарил спасение и изобилен живот. Еве некои од причините кои што се одговорни за ваквата состојба. Човекот воздивнува, да постоеше Бог кој е љубов. Како да ја помирам представата за добриот Бог со бескрајната тага што светот ја познава и ја доживува секојдневно. Огромни природни непогоди, брутални убиства, монструозни мачења, сексуални насилства, неправда во различни области од животот. Списокот е бескрајно долг и тешко е да се побијат овие обвиненија. Каде е добриот и сочувствителен Бог во тој хаос? Тешко е да се даде задоволителен одговор на овие прашања. Сепак има нешто што изненадува. Повеќето луѓе кои се откажале од верата или ги закотвиле своите срца во интелектуален сомнеш, не се лично засегнати од овие прашања. Оној кој е во тешка ситуација, бара излез и се прашува кој би можел да му помогне. Во такви ситуации многумина од нас се свртуваат кон Бога и очекуваат помош и утеха од Него. Позната изреката: во војна не постојат атеисти. Во тешки ситуации и атеистите стануваат верници. Во тешки ситуации сите го бараат Бога. Извореден пример за ова е Асав, израелски автор на песни од минатото. Тој се измачувал по цели денови. Неговата состојба била очајна. Огорчен и гневен, Асав се жали, но на крајот на песната добива неочекуван пресврт. Но јас сум секогаш со тебе. Ти ми ја придржуваш десницата моја, ме водиш во светот свој и ќе ме примиш во твојата слава. Кого го имам јас во небото освен тебе? А кога сум со тебе, на земјата ништо друго не барам. Може да изнемошти срцето мое и телото мое, но Бог е сила на срцето мое и наследство мое.
Псалам 73, 23 до 26 стих. Изгледа дека размерот на доживеаната болка и тага ја определува и длабочината на нашата доверба во Бога. Веројатно Фридрих Ниче ја решил загадката. Тој кажал: оној што има причина за живот може да издржи се. Потребно е не да знаеме зошто нешто се случува, туку зошто живееме. Верата го бара и го наоѓа тој одговор во Бога. Прекрасен милостив Спасител, најдобар пријател си. Ти си агнето Божјо, живот ни подари. О, ти живот ни подари. Утешител советник ти си, во твојот дух копнеам јас. Срце ти надеж ми даваш, ако ја изгубам. О, што надеж ке изгубам. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, ги храниш ти срцата кон. За тебе млади се, о, млади сме за тебе. Силен и вечен си, Татко, верно не љубиш ти нас. Во слабост ни даваш ти сила, кон вечност не подигаш. О, кон вечност не подигаш. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, ги храниш ти срцата кон. За тебе млади се, о, млади сме за тебе. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, храниш ти срцата кон. За тебе млади се, о, млади сме за тебе. Еве неповторно во програма почна гледачи, после ова убава песна би сакал да ви укажа и да ве покана
na serija biblijski predavanja, вие кои сте од Кавадарци, Неготино, Росуман и околината, кои може да дојдете. Значи, во наредниот викенд во Кавадарци ќе имаме серија на предавања Јерусалимската драма. Тоа ќе бидат 4 интересни предавања. Започнува, значи, од петок навечер во 18 часот и 30 минути. Првата тема гласи, носи наслов Еврејскиот Ерусалим. Потоа во сабота предпладне во 10:30 ќе имаме второ предавање Христовиот Ерусалим и попладне во 18:30 ќе имаме Христовиот Ерусалим, значи втор дел, а завршува ова кратка серија во недела навечер во 18 часот и 30 минути со наслов Небесниот Ерусалим. Говорник ќе биде теологот Владо Хавран од Србија, значи од Белград, човек кој има искуство, кој во повеќе наврати држи предавања овде во Кајнец, во Кавадарци. Тој беше минатата година некаде ова време, меѓутоа може да видите и плакатата. Ќе имаме и пренос, следете ги нашите канали, така да ќе се сними тоа секако и ќе може да и подосна го проследите, ако не можете во живо да ги гледате овие предавања. Меѓутоа, како да е, вие кои сте од Кавадарци и околината, ве покануваме најсредечно да дојдете, значи без никакви обврски, влезете слободен, но секој посетител ќе може да добие и книга, да има избор, ќе има 2-3 примеруци, односно наслови, така ќе може да се одаберете ваша книга по ваш избор, само ако дојдете и ги посетите овие предавања. Предавањата ќе се одржат во салата, во големата сала на Христијанската адвентистичка црква овде во Кавадарци. Таа сала се наоѓа, или зградата се наоѓа во непосредна близина на училиштето Страшо Пинџур, на улица Кирил и Методи, број 7. Ако имате некакви дополнителни прашања, еве информации на телефон 077 732 712. Значи, најсредечно ви покануваме да планирате овој викенд, петок, сабота и недела, да бидете дел од овие несекојдневни случувања. Да видиме сега и кратката реклама. Ве покануваме на серија на библиски предавања под наслов Јерусалимската драма. Ќе бидат представени 3 важни периоди од најзначајниот град на Блискиот Исток и во христијанскиот свет, Јерусалим. Ќе зборуваме за причината за обновувањето на овој град по вавилонското уништување, за неговата земна слава, но и за новата небесна. Предавач, теолог и културолог Владо Хавран од Белград. Предавањата ќе се одржуваат во големата сала на Христијанската адвентистичка црква во Кавадарци, која се наоѓа на улица Кирил и Методи, број 7, кај училиштето Страшо Пинџур, со почеток во 18 часот и 30 минути. Секој посетител ќе добие бесплатна книга. Влезете слободен. Ете, тоа беше рекламата за представените предавања кои ќе се одржат, значи, наредниот викенд, сега во петок, сабота и недела. Вие кои сте љубители на добра книга, денеска сакам да ви понудам бесплатно секако една книга од капитално дело, би рекол, Времето и знаците. Има преко 700 страници и вие кои сте љубители на добра книга, ако сакате многу информации за религиите, за Бога, за правата вистина, ова е вистинската книга од професорот теолог Никола Тасевски. Ова е 7 издание, значи 7 пати е печатена, и илјадници книги е поделена, примероци, така да еве, ако сакате, може да ви сочуваме примерок за вас, може да ни пишете подолу, овде ги имате и нашите адреси за комуникација, имате телефон и мејл, така да напишете, и ние бесплатно ќе ви ја испратиме, или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Навистина, ова би рекол е права енциклопедија за да дознаете многу работи од религијата, од историјата, така да еве на срце ви ја ставаме и сите вие кои сакате може да порачате, а ние ќе ви ја испратиме или ќе ви ја
доставяме до вашата домашна адреса. А вие останатите кои сакате да изучувате Библијата, што исто така ви ја нудиме, може да ја добиете бесплатно, бесплатен примерок, Свето писмо, можете да ја проучувате преку електронската дописна библиска школа, bibliјата.зборува.мк. Значи, ова е проспектот кој укажува на бесплатната дописната библиска школа, bibliјата.зборува.мк. Ако тоа го напишете на вашите компјутери, значи на интернет, ќе ги откриете, ќе ги видите тие 8 подречја на дописната библиска школа, кај што може да се зачлените, бесплатно е, без обврски е, меѓутоа на еден непосреден начин во вашето поштенско сандече, значи на компјутерот, на вашите мејлови, ви доаѓаат нови лекции, ги проучувате, им враќате одговори и на крај добивате една убава, прекрасна диплома. Да видиме сега и рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на оваа денешна утринска програма. Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Значи, нова Facebook страна, секоја среда ние емитуваме во живо нашата емисија. Според оно што го гледам овде, имаме гледачи, значи, најмногу од Македонија, имаме и од странство, па имаме и од Австралија. Поздрав до сите вас кои ете се вклучивте, може при крајот, но како е да е, ова емисија се снима, значи е снимена и ќе биде поставена на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, каде што може да ги најдете и останатите наши емисии. Ми простанува да ве поздравам сите вас, да ви посакам убав ден, убава седмица и ако Бог даде живот и здравје, ќе се видиме во наредната среда. А до тогаш останете со здравје. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.